Голем дел од земјоделците нема да можат да ги осигурат своите култури и да се соочат со нови трошоци, доколку владата ги услови осигурувањето да биде услов за добивање на субвенции. Земјоделците во моментот се доведени во ситуација, значи на елементарно обстојување, дефинитивно не можат да преживеат со тие средства што ги остваруваат од приходи што ги остваруваат од нивната работа, а да инвестираат дополнителни трошкови, тоа апсолутно. Според министерот Љупчо Николовски, целта на новото законско решение е следното. Планираме формирање на финансиско-сигурносен фонд кој ќе овозможи гарантирана заштита на производството и кој ќе биде обезбеден од самите земјоделци. Изјави Николовски. За земјоделците новиот закон засега е непознаница, но условувањето за нив не е добра идеја. Ова е многу лоша идеја, затоа што нека да не зборуваме само за лосарство, да зборуваме за житарство. Така, сега оној што под вода ќе набере 500-600 кг жито, овој што е насуво, намок и што нема вода, ќе набере 200-300 кг жито. И фактички државата не го решава проблемот со градобитноста. Сепак новиот законски проект на владата предвидува првите 3 години осигурувањето за земјоделците да биде бесплатно преку така наречениот зелен климатски фонд, кој на нив ќе им обезбеди сигурност и гаранција дека природните и други непогоди нема трудот да им го направат залуден. Освен ова, со новиот модел земјоделците добиваат уште една предност, односно се зголемува процентот за исплата на штетите од досегашните најмногу 10% на најмалку 40% од утврдената штета.